Селски пат полн со дупки широк едва 3,5 метри, од синоќа е во функција на меѓународен пат за Бугарија. И оваа година големите одрони кај Стибања му ја доделија оваа улога на селскиот пат, која е единствена сообраќајница, која го поврзува крајниот исток со Корчани или со Бугарија, па поочајниот тесен селски пат на места до провали од неколку метри и без никаква сигнализација, ризикот повторно виси над главите на возачите. Илјадници луѓе секојдневно овде поминуваат, се малтретираат. Меѓународен пат еве со години овој регион овде тотално е отсечен од државата. Воопшто не ги интересира. Никого, ниту овие од Скопје, ниту пак овие овде од делче од локална самоуправа. Никаков. Лошо е. Ако знаеш ќе возиш, ако не може. Жителите на Бигла се бесни, бидејќи тие со години бараат овој пат во должина од 18 километри да се санира. И не може да се оди цеја дупка до дупка, тоа не може да се оди никако. На никој начин не може да се оди преку Билда. Никој не го интересира да се прави, ништо, ама таман ништо. Тито во време на вам никој не работи. Ништо не се работи. Ништо, ја откад знам, 65 години сам, ништо не е направено. Нема знаци за ограничување на тежина на возила, со колкава тежина може да минати шлепери, минати автобуси и камиони. Тие се градоначалници грешки, што не е тражило ни од министерот, ни од влада, ни од никој. Тие се нивни проблеми. Ние што ти тражиме кога он треба да нашто да го внесе там и да го предложи. Лани се заканија со блокади по патот, но надлежните не ги слушнаа. Само дупките попълнија со смалку асфалт и толку. Нема го вика у проект вашиот пат. Апелираме до надлежните институции да си поведат ред со пато, за да се поправи пато, барем да се искрпи или да се прошири, за да не плаќаме џабе ние регистрации и фонд за патишта. Ако не преземат мерки, ние ќе бидеме приморани да го блокираме патот. И у најскоро време ќе го блокираме. Со блокадата на патот овие луѓе сакаат да станат видливи со нивните проблеми, но и да го потенцираат значењето за истоков на оваа сообраќајна делница. Од општина Делчево информираат дека патот е во надлежност на Македонија пат и се води како регионален, а од Македонија пат лани најавија санација на патот, додека годинава оттаму не успеавме да добиеме никакво ветување. Затоа единствен спас во овој хаос со патиштата на истоков е внимателно возење.